Првата истрага, под кодно име Странски служби, е отворена против две лица поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, од член 353, став 5, во врска со став 1 од Кривичниот законник, од кој едниот се сомничи како директен извршител, а другиот како поттикнувач. Прибраниот доказен материјал упатува на околноста да во текот на месец октомври и ноември 2014 година, по барање на еден од осомничените, кој тогаш бил началник на одделот за оперативна техника во УБК, странска компанија изготвила извештај во кој е наведено дека на подрачјето на град Скопје со своја опрема детектирале нелегални активности поврзани со клонирани, односно дупли базни станици. Ваквиот извештај требало да ја потврди тезата на тогашниот државен врв дека масовното незаконско прислушкување го извршиле странски служби. Се разбира дека свој интерес за изготвување на ваков невистинит извештај имала и странската компанија и таквиот интерес набрзо се реализирал. Имено, веќе во месец декември 2014 година, еден месец по изготвување на наречаниот извештај, оваа компанија, надвор од процедурите предвидени во Законот за јавните набавки, со веројатно најбрзата постапка за јавна набавка на опрема, преку дејствија на двајцата осомничени со фаворизирање од нивна страна, го добила тендерот за набавка на опрема за потребите на МВР. Постапката по оваа јавна набавка е започната по иницијатива на второосомничениот, кој, како што наведов, тогаш бил началник на одделот за оперативна техника во УБК, кој на 16 декември 2014 година побарал да се спроведе постапка за набавка на предметната опрема согласно член 7 од Законот за јавните набавки, а првоосомничениот на 19 декември 2014 година донел одлука за набавка, формирал комисија за таа цел и само иницијативно доставил 3 покани за прибирање на понуди до 3 странски компании. За 5 дена била средена целокупната работа, како да представниците на странските компании во Република Македонија ги примиле поканите и веднаш ги доставиле понудите, кои според почетните сознанија се рачно пополнети од едно исто лице. Реализацијата била уште поекспресна. Поточно, 5-тиот ден, на 24 декември 2014 година, е донесена одлуката за избор на најповолна понуда и истиот ден е склучен договорот со представникот на странската компанија, кој што од нему познати причини, истиот ден бил присутен во Република Македонија. Опремата по овој договор, за кој постои основано сомнение дека е склучен со незаконити дејствија на двајцата осомничени, е испорачена во мај 2015 година и е инсталирана.